почитувани академици, почитувани министри, почитувани медиуми, граѓани, најпрви на почетокот сакам да упатам честитки на новоизбраниот председател на МАНУ, академик Живко Попов, кој се надевам дека со своето богатство, искуство и знаење ќе даде огромен придонес во развојот на нашата врвна, самостојна научна и уметничка институција во нашата држава. Ние пред малку имавме состанок со новиот председател на МАНУ, со поранешниот председател на МАНУ, академик Коцарев, и со други академици на кои што разговаравме за соработката помеѓу владата и Македонската академија на науки и уметности. МАНУ наскоро ќе одбележи 57 години од своето постоење преку комплексните мултидисциплинарни научни истражувања, собери и афирмација на уметничките дострели, при што дава огромен придонес во стимулирањето на развојот на македонската научна мисла и уметнички остварувања. Денес сме тука да ги одбележиме резултатите од нашата взаемна соработка, бидејќи, како што кажувам, во повеќе наврати, успешна, прогресивна држава се потпира на успесите во науката. Зашто државата која инвестира во наука, инвестира во својата иднина и развој. Со буџетска подршка е помогната набавка на новата опрема за потребите на Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија Георги Ефремов, вредна над 580.000 евра. Вложуваме во развојот на генетското инженерство, молекуларната биологија, но и ги следиме светските трендови и во однос на пандемијата со COVID-19. Опремата е во функција и на едукативната дејност во рамките на постдипломските студии, специјализации и докторски студии од областа на молекуларната биологија и генетското инженерство. Дополнително со употреба на опремата и со подршка на Фондот за здравствено осигурување, излегуваме во пресрети на барањата на клиниките и на академијата, со што од буџетот ќе се покриваат и 2 нови анализи за пациенти со ретки болести и за молекуларната диагностика. Она што сакам да го истакнам овде е дека ги препознаваме вредностите на оваа наша врвна научна установа и сите наши научни институции, и затоа преземаме конкретни чекори за финансиска подршка за нивен развој. Јас, заедно со министрите и со почитуваниот академик, имавме можност да се запознаеме и со научните соработници кои што работат на оваа нова опрема и кои што анализите кои што ги прават се на истоветно ниво, врвно светско ниво, како кога би се правеле во Германија, во Франција, во Италија или во било која друга развиена држава, и затоа сите тие заслужуваат една највисоко ниво на почит од сите граѓани на државата, а особено од оние на кои што им имаат помогнато во текот на здравствени предизвици кои што ги имале во своите животи. Ово кажувам бидејќи за прв пат оваа влада презеде пионерски чекори за забрзан развој на нашите научни потенцијали во повеќе области. Јас знам дека тоа не е премногу, меѓутоа сепак се работи за опрема која што е од врвно светско производство, над половина милион евра, и која што на вистина придонесува за правење на едни соопфатни и исклучително софистицирани генетски и молекуларни анализи кои ќе се прават тука во Скопје. За прв пат по 10 години во 2021 година исто така е спроведен конкурс за финансирање на научно-истражувачки проекти за јавните научни установи, а спроведен е и конкурс за набавка на опрема за лаборатории, акредитација на лаборатории за сите субјекти кои вршат научно-истражувачка работа, во рамките на кој конкурс е одобрена и опремата на чија презентација сме присутни денес. Се работи за 3 годишни проекти, чија вкупна вредност е речиси 318 милиони денари или над 5 милиони евра, во кои над 70% е учеството на државата во реализацијата на истите. Во услови на светска економска и енергетска криза, вложуваме во вакви капитални проекти и го возможуваме непречениот развој на институциите кои се под државна капа. За прв пат во повеќе децении помогнавме со обновување и модернизација на опремата со која располага академијата со цел да ги следи светските трендови, а во изминатиот период ги посетивме и другите научни лаборатории низ државата, каде исто така за прв пат по подлог период се вложени сериозни инвестиции. Вие бевте присутни и на Факултетот за фармација, претходно и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде исто така се воведени нови, софистицирани и современи лаборатории. Сите наши напори се насочени кон побрз напредок на образованието и науката, и што повеќе мерки за да им помогнеме на нашите млади луѓе за да ги остварат своите животни соништа овде во нивната родна земја.
тука каде заедно со нас создаваме услови за европски квалитет на живот. Тоа е наша цел и наш приоритет од кој нема да отстапиме, и тоа е наша обврска и одговорност како носители на одлуки со кои влијаеме за подобрување на животот на граѓаните. Затоа и презедовме низа на мерки за подобрување на состојбите во високото образование, меѓу кои носењето на Законот за високо образование во 2018 година, со што ја вративме автономијата на универзитетите. За прв пат во 2021 година се потпиша колективниот договор со кој се обезбедува континуиран раст на платите. За прв пат оваа влада воведе и субвенциониран оброк за студентите и воведовме и нови категории на студентски стипендии кои ги зголемивме и изедначивме на ниво од 6050 денари, што е зголемување за 80% на месечно ниво во споредба со она што беше претходно. Студентите ги вклучивме и во новиот пакет антикризни мерки, каде предвидовме во наредните 7 месеци 15.000 студенти кои живеат надвор од местото на студирање, месечно да добијат ваучер за превоз во износ од 600 до 1200 денари, за што се предвидени 2 милиони евра. Да сублимирам, науката и образованието се еден од главните столбови на државата. Без нив нема напредок, нема раст и нема развој. Затоа мора да се потпреме на науката, на образованието, за да одиме напред, да одиме во чекор со светските достигнувања. Само така ќе имаме просперитет и ќе имаме светла иднина. Ви благодарам и сакам уште еднаш да се заблагодарам на честа што ми ја направија академиците од Македонската академија на науките и уметностите, денес да бидам тука присутен и заедно со нив да ја видиме како во употреба функционира новата опрема која што е обезбедена со помош на државата. Ви благодарам и посакувам многу успех.